Епа, ајде да ве поздраваме ви денес во името на целата наша екипа која настапува и се однесува под слоганот "Нема љутиш". Епа затоа токму овде шо и да кажеш "Нема љутиш, пријателче". Па затоа јас ќе ви кажам дека неодамна на Facebook прочитав еден интересен коментар кој се однесува на чудната врска помеѓу нашиот медијатор во спорот со Бугарија, господин Бучковски, и нивната министерка за надворешно македонско и народно гајле, мадам Захариева. Еве како гласи коментарот на Facebook. Вели вака: Бучко наш се понезадоволен од непристојните предлози кои доаѓаат од Бугарија, онака намрштен, се повеќе личи на Гаргамел. А пак мадам Захариева, целата среќна и насмејана, наликува на Штрумфета. Па само што не ја чуеме онаа позната "Дам ти дам ти дам, дам ти дам ти дам". А? Ви текнуе? Може вам ви текнуе, ама на Бучка нашиот никако да му текне. Не му се повеќе умот му е во оној акцијски план кој е потребен за да се спроведе добрососедскиот договор со Бугарија. И сега, мене не ми е јасно, зошто бе ако е договор за добрососедски односи, повеќето велат дека е лош? А? Зошто? Па тогаш сите ќе го спроведуваат ако е добрососедски. И зошто треба акција за да се спроведе? Па затоа ќе ви препорачам да внимавате и да не се играте со огин, затоа што секоја акција може да повлече идентична реакција од некоја трета страна. Слично како што предизвика и оваа глупава корона. Да, многу реакции, ама сите велат сега полека ќе стивнува работата како што доаѓа вакцинацијата. Јас пак мислам спротивно, иако не сум песимист по размислување, мислам дека драмата допрва започнува. Како зошто? Па како зошто? Гледајте што се случува. Фризерските и козметичките салони работат, па така нешто со половина работно време. Рестораните и кафеаните работат само до 18 часот. И сега замислете вие оваа ситуација. Дома се сретнуваат недосредена жена и полупијан маж или недопиен маж. И замислете, за прв пат се гледаат во вистинско светло. Тука нема да ја чуете таа позната "Дам ти дам ти дам, дам ти дам ти дам". Не, напротив, тука има да фрчат разводи на сите страни. Ама и тука жените се во преднос. Една веќе рекла на мажот: "Еј, слушај, сега ме виде недосредена и виде како вистински изгледам. Немој случајно на ум да ти падне да ме оставиш за некоја помлада, затоа што од инает има да се омажам за нејзиниот татко и крв да ти се напијам до крајот на животот како твоја баба." Сега ние не сме толку крвожедни, но се надевам дека вие веќе сте жедни и желни за малку хумор. Епа, еве преку што тоа ќе ве насмееме во "Нема љутиш". Како да ти фали нешто, а? Се ми фали, тато. Разочаран сум од Дедо Мраза. На сидра ги сам ги љут. 8-15 минута. Господа, изгубимо еш еден мотор. Останамо с 2 мотора. Ништо не носимо. Ми смо голи, ми смо боси. Македонче! Што значи ситничари, измотава се, цепи длачи или што би се кажало по-нашки изведуе песник глист. Знаеш како е? Млада жена и голема куќа, увек има работа, сако ставите, неме... Абе, чекай мако. Зато ли те женивам и тебе, бе? Па ти бре Досе, прво што го фати одма го и ожени. И не успеа Досе ништо да научиш убаво, вика таткот. Турски серија гледаш? Па гледам и шта? Па нели видиш, мари? Па љубов, па романтика. Абе тој што да ти кажу, еј? Ете будала, па тој ти викам за паре, па они се заговори за паре. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Природни и здрави.
лечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следете линката. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Забранет улаз? Стоп. Овој моје дете нешто не е добро, е. Измеша лапчиња. Па ја од оружје имам само нож за сечење, лепи тој туп како мајку му. Од куде ми на мене топ? Бобане, што значи овој? Тој значи забранет улаз, не улазај, а стоп значи да застанеш таму. Па више, ја улегна и еве застана. Па улегна, ама требаше таму да застанеш, не туја. Добро, Бобане, чекај вако е. Да те праша тебе, тато, нешто. Како да ти фали нешто, а? Све ми фали, тато. Разочаран сум од Дедо Мраза. Насидрах и сам ги љут. Чекај, зашто си разочаран од Дедо Мраза? Па пошто година што преде, ја беше добар и само потржи да има снег. А оно ништо, тата, само киша. Па што ке ти ga на тебе снег, бе, Бобане? Ти да не си Македонија пут? Што ке ми га? Нели ми купи санку ти пред 6 години? Купи ти. Ти напред ке влечеш, мама до тебе, комшот позади ке гура. Куде ке гура комшот позади? По сокак ке гура, куде ке гура? Добро, тој за Дедо Мраза. А на кои си ги тој ти сви љут? На свите, тато. На тебе, на мамо, на чо комшу. Па татебе за нову годину, куде свите дојде полиција, куде нас не. Па ја нели сам дете? Чекај бе, попче, тато да ти каже. Беше ли ти тој јака тврте у 12:15 на милицију? Беше виде, па што? А чули што кажа тој чичко милицаец, јакат му кажа: господине чичко милицаец, треба да пријаву нешто. Колку душе пријавуете, господине? Кажа ли му ја двојица? Кажа. Кажа, па што? А чули ga он што кажа: господине, ми искачамо на пријаву, ама ако су повише четворица и трас, спушти слушалицу, тако ли? Ама татебе, ја сакам да дојде ви куде нас. Бобане, чекај бе, Бобче, бе, тато, ке ти кажа, во кој ке направиме? На тебе ти е за 2 недели роѓен, тако ли? Тако е. Па слушај, ти ке викнеш 4 другарчиња. И мајка ти и комшо ке су туи, тако ли? Тако е. Ја ке земам, ке ги пријаву, тако ли? Тако е. Па ке дојде милиција. Деца ке ги пуштив, а мајко ти и комшо ке ги одерав, тако ли? Тако е. Ама мамо што ќе го одере ќе земе да плати од твои паре. Тако ли? Тако е. Видиш, тој не ми текна. Време на корону. Абе, свак носи нешто. Едни јајца, едни левови, едни кисели воде, но... Тамо од кривину, тоалет. Од тамо од кривину иде дечко колица пуни, овако е, огромни. Пуни тоалет. И некоја баба 70 години вика: срамот. Срамота. Па за други да нема, нели, а? Па ви у куќу само ли серете? Овој го гледа вика: господјо, ја работам овдека. Пензионери ли су? Маскирани. Ајде, овој не е ништо ново за куде нас, бе. Па куде нас политичари 30 години су маскирани. Гласаш за еднога, он друг биде. Појма немаш за кога си гласај. Како ли се бирав? Па да ме бирају, вајда. Ама овдека све мужи изгледа. Ама на вие ги е најлако. Барем не дава пари за гардеробу. И голи може да си седим до здово, ништо не носи. Кад ги прашале: вие што носите до здово? Ништо, ништо не носимо. Ми смо голи, ми смо боси.
A, Makedonče! Ja. Ono, korona možda postoji ili ne, ali glupoća definitivno. Da ima testovi za glupoću. Tak ima da se vidi što je pandemija. I to ga potvrduje baš onije što ne veruje u koronu. Naprimer, Drage od Murgaš. Zašto? Što vika Drage? Ne veruje u koronu, nikako ne veruje. Ama kad ide na onaj sajt za возрастни, veruje дека секси маца е на 2 километра до njega. Ono pustelija, najbliska kuća mu je na 10 km od njegovu kuću. Сега, кој ќе улазам у Европску унiju маскирани, нема више бугарски пасоши, па морам маскирани тако да се примацам. А, Европска унија лоша работа. Зашто? Таму има бе онија геови. Леле. И у Македонија ги има. Па секој кој се маскира, па полека ќе се разоблачам. Још, тој не е био услов. Што? Па нели само не измислувам некои услови да улегнем у Европску унiju. Најнов услов сега тој ќе биде. Кој? Па еден члан од фамилија да биде геј. И? Па не знам и за вашу фамилiju што знам ми. Ми почнемо да работиме на случај. Бре. Еве убедуваме ga деду да се пријави за. Па мора да потпунимо цензус некако. Нека иде напредица. Мора да се подгурнемо. Нека се подгурнемо, они нека не повлечем. И завршена работа. Крај. Керефека. Престани да изведуеш керефеке, него зимај книгу у руке да учиш. Керефека е маđarski збор, што значи ситничари, измотава се, цепи длачи или што би се кажало по-нашки изведуе бесник глист. Изведување на керефеке не се учи у школу, него човек се састои раѓа. Тој се пренаса од колено на колено и за тоа едноставно треба да се има дарба. Постои и друга теза, а таа е дека за керефеке не треба да се има дарба, него треба да се има паре. Ако улегни у продавницу и земи што ти треба, а не некој тамо керефеке. Так се мисли на украси, дрангулие, 300 такаташки и непотребни ситнице кои само ке збира прашину и после некое време ке се фрлив. Керефеке. У авион летив. И пилот се обраќа, вика, слушайте господа, вика, изгубимо еден мотор, вика, сак летимо с 3 мотора. Значи, ќе останемо 3 сата, ќе каснимо повише. Добро, си ќути с 3 мотора и може. 8-15 минута, господа, изгубимо еш еден мотор. Останемо с 2 мотора. 3,5 сата има да каснимо. Добро, 3 мотора. Трети пут, вика, господа, морам да ви соопштам нешто. Изгори и трети мотор, значи 4 сата ќе каснимо. И една плавуша од таму вика, ако изгори четврти мотор, останам у небо до крај. Па куде си бе ти? О, зна. Жена ме прати нешто по списак терам седа се седам како што треба сега. Не ме задржуј да не забравам нешто, ајде. Чекај малко, жени се, запусти се, нигде те нема. Абе, знаеш како е, млада жена и голема куќа, увек има работа, саква ставити, не ме... Абе, чекај малко. Зато ли те женимо ми тебе, бе? Папучар си видна, бе. Ја папучар. Све работиш по куќи, брише прашину, усисуе, пеглаш. Нема грешка, видеа си ти дека сам ја папучар. Абе, чекај. Видете прошли пут бе постиљаш, а ниšta на тарасу, бе. Гаќе постиљаш. Гаќе, а? Па што мислиш ти ја мои гаќе перу? На жену ми су бе тие гаќе. Ја папучар. Беше ете на доктора онеј пут. Викам му, докторе бре, не се осеќам нешто добро, не знам како да ме стеза, такој све нешто, како саклеп да ми иде, такој не сам свој, оној, знаеш, како куче се осеќам вржано за ланац. А он па, што ќе каже доктор? Добро бе, дос, а?
Одамна ли си ти женет или сега брзо се жени? Бре. Много е интересен дека, демек од тој ми е. Абе, ајде. Викам му, докторе, ајбе, штом ти си запнаја толку дека ми од жену тој. Ајде да те прашам овој. Важи ли у друг брак, докторе, прва брачна ноќ, а? Зашто бре, досе? Да не сакаш да се оставиш па да пробаш дали важи? Чути бре, докторе, чути, немој такој... Немој да чуе онај моја ждаја, има да ми изеде скроз. Ете, само што успомна цел се прездои одмах качи температуру. Ама малко, докторе, не веруј дека ми е корона. Мислиш? Вика доктор. Не е корона? Добро, ако ти викаш, што знам, може да ти од зубчиња, може ти расне кам да ви, ај кажи, кажи море, досе. А бре, малецак си ти доси за прв пут, а не па за друг пут. Па ти бре, досе, прво што го фати, одма го и ожени. И не успеа, досе, ништо да научиш. Убаво, вика таткот. Убаво. Досе, не си фраер ако целиваш девојку док пада киша, него си фраер ако целиваш девојку док грми, а она носи протез. Добро бе, докторе, па ја можда тоа и не знам, ама знаеш ли па што ја знам да направам? Рвав сам ти ја. Отиду си, докторе, ја у бутик, муну се таму и зему некој джемпер, па ga пробам тако и викам му на продавачку. Како ми стои? Ама голем джемпер. И она вика, голем ти е дос. Много ти е голем. Ама ако и такој, па добро ти стои, ако ти е голем. И ја цел задоволен, кажу, фала пуно и си искоч. Ете, тој знам, доктор, и још нешто знам, доктор, и овој да ти кажу. Знам дека да го изневериш жену, тој се дешава. Ама да го изневериш швалерку, тој, докторе, не смее да се деси никако. Никако. Море, досе, вика ми доктор. Изгледа тебе ти дошја памет, научи ја си нешто. Па и чудо би било од толку ударања по главу да не ти е дошја памет. Добар си, досе, добар. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат, кога се работи со љубов и се внимава на секој детал, кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони, распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во Махагони. Сретнуе се другари после много време. Биле много блиски, што да ти кажу. Куде си бе, што правиш? Куде? Што работиш? Не работиш? Не смо се видели од кад? Ти женили се? Вика, јас знаеш бе, па док се дружество не ли беше верен за магото и бре, и деца имам ти. Па викат, пуно време не, па знам за тој, па викат, мало жени се. И што ти текна тој, па ти до 40 не се жени, па што? Не ми се свиѓаше храна у мензе, више муваше за тамо нели по студентски и зама ожени се. И сега, па сега ми се свиѓа храна у мензе. Да ги, учи си, да научиш по-гали, да ги даде волја. Ти назад.
Ali pazi, toplomere u drugu ruku. Абе, рука си е рука, какав топломер. Пред улазање учителка ги мери. И јавја се човек на доктора. Вика, докторе, моја жена има температуру. Стварно ли? Колко висока? Што знам, 1,65 м. Па, ако е нешто слично и у јавну куќу като улазаш мерив. Температуру? Да види запален ли си или не. Знаеш ли дека има женски и мушки топломери? Мушки uvek покажува повише, а женски uvek покажува помалце. Намалуев. Намалуев, краде. Да, и јас сум сигурен да ти кажу право дека женски го пренасав корона. Бре, зашто? Како бе, зашто? Па 37 с 2, да има мушко, ки искочили од дома, бе. 10 дена има да лега у кревет, нема да стане, бе. Какво шетање, бе? Жене кад се пораѓа, ви мужин лисак тамо присуствува. И знаеш што ги викам? Видиш и како е сега кад имам ми температуру 37 с 2. Чекај! Професорка и черга вика, тато се жали од мене. Опа, денеска вика го маму да се жали од тато. Слушам га комшу. Собрале се доле другари и кажуе: на сина ми класна колко е добра. Кад ќе облече мини, лупа срце како што лупа милиција на протести пред Владо. Не ми кажи за класно, бе, жив ти се. Зашто? Ба, ја кад го виду класно на сина ми, качу температуру како југо у август. Ке прекуваме и сви мисли корона е като оно, јок, жена е. Врти професорка и вика: господине, знаете ли дека ваш син многу измислува и лъже? Знам, професорка, ми немамо сина. Професорка га кара дет. Срам да ти е, зашто лъжеш? Дали знаеш ти што бива с тия деца кад пораснем што лъже? Знам, учителке, бива политичари, министри, пратеници, директори, свашта бива, учителке. Значи, ала да ние усве смо први. Што бари виде сега ти први, па кад не бива, за све нормално, све смо први, па и криви смо први, за све смо ми криви први. Чекай сега, нели бесмо први у свет по сиромаштију? Бесмо то, да. Па по загадување. И тој бесмо. И еве види, сега смо први у свет и смо најнесреќен народ. Па најнесреќен сум, тачно е тој да знаеш. Мори, ја да сам била среќна, заров не би се родила овој пустелија, мори. Родила би се, например, у Малдиви, еве, например, тамо да сунчам гузицу, а не тој, мори, да се печу с тебе на овој слънце. Ај, тамо се замлатуј с тебе. Ај, Мари, не се жали, што ти фали? Овакво другачко да имаш, како на лото да си добила. Кад те погледно, мори, такво никакво, болje то лично да не сам ga ni uплатила. Ајде тамо, нема, мори, ништо. Нема више, нема љубав, нема романтика, нема пари, ништо нема, ништо, жено. Да, Мари, ништо нема. Нема. Еве сега ти објаснам дека грешиш. Што? Турски серија гледаш. Па гледам и што? Па нели видиш, Мари, па љубов, па романтика. Абе тој што да ти кажу, еј? Ете будала, па тој ти викам за паре, па они се сакам, мори, за паре. У тие серија плаќам ги да се сакам. Викам ти куде нас, нема паре, нема љубав. Не. Чека малко сега кад спомна тие серија па ми текна. Видиш, убаво ти текна. Што? Нели на серија романтика? Па се гушкав. Да. Па иде окупатилно се бањам. Иде. Па нели 3 сата се бањам. Да. И па баш ме интересира да не знаеш кој мајка ги е бољер што издржува толку, бре, мајко му. Мори, проста жено, па бойлер како бойлер, мори, сви су исти, што има везе? Исто како мужи, сви исти. Па ти си морала да ги пробуеш сви мужи, па да знаеш дека сви су исти. Ако сакаш да знаеш, не сам ги мужи много менјала, ама бойлери сам сменила еден куп. И не сам задоволна ни од еден. Овој што го имам, ништо не валја. Бре, зашто? Па тако е, зашто не валја. Сети бойлер зависи од дужину. Како, мори, бойлер од дужину не доквака на една? Како од дужину? Од дужину на песму. Еве, кад су подугачки песме, испоју 3 песме и снема вруќа вода. А да видиш, мори, кад су пократки песме, 5 испоју, чак так снема вода. Боже, ти си стварно била недоквакана. Ај што имам неписмено другачко што не го држи бољер, него и тај црпка не ти фаќа, мори. Мен? Тебе, заврти се некој трач да најдеш
таа трач одма спрема. Бреј! Најголем трач би било кад би јас се кажала дека ти си убава. Многу убаво! Да знаеш, многу убаво! Иако веќе најавив дека корона кризата е при својот крај, мерките што се однесува до короната продолжуваат и понатаму. Најновата се однесува на поштарите. Да, и поштарите ќе почнат да работат од дома. Што како од дома? Па многу лесно. Дома ќе седат, ќе ги отвораат и ќе ги читаат нашите писма. Па ако има нешто интересно, ќе ви известат по телефон. А ако нема, никому ништо. Еде, што се стресовте? Ајде, бре, до вчера тие не слушаа што зборуваме, па сега е важно што ќе прочитаат што пишуваме. Ајде, ништо страшно, само што ќе биде малку смешно, ама тоа следниот викенд. На ова исто место кога повторно ќе гледате Нема љутиш. До тогаш, чао! Блесава една, ја на лото да смо добила. Докторе, важи ли у друг брак? Ја плюкна кад кажа важи ли. Да. Поштарите исто така ќе почнат да работат. Да. Корона е като оно, јок, жена е. Не е такој. Не е тој, перифидно. Ја одма за жему се пати. Кад су подугачки песме, испоју 3 и так снема вруќа вода. А кад су пократку. Па сега, многу важно што ќе не слушаат, што ќе читат. Забравили га? Да. Штом ти спомну за тие работи, одма га забравиш. Женски, мушки топломери. Па, затоа што, една... не. Како, зошто? Чекај. Како такој се осеќам, како не знам како се осеќам. Више. Се на губу На лото да се го добила, па да... Дам ти дам. Нешто сак да биде. Што ти мари фали? Овако Драко ли сакаш да кажеш? Овако драко не можеш да најдеш. Не знам и те се. Не може толку интелигенција ти. А и за илуминати памтиш дека е модро око. Тој ме интересира. Ние да видиш што го имам. Извини. Добро, кад не повратиш свето својот на друго. Нема врска што јас зборам. Крај нега видеме.